Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците Аграр со символот на Преспа, јаболкото. Овде конкретно станува збор за црвениот делишес, кој што е вкусен, баран. Знаеме дека многу години даназа се зборува за египетскиот пазар. Се надевам дека можеби од година и ќе почне тоа да функционира. Треба да се направи најверојатно и тој договор за трговија, за да можеме да се пласираат особено вкусен, како што реков, и сладок, како што го бараат на тие пазари. Ајдаредо знаеме дека е најприсутен овде во Преспа, него го има, но недоволно во однос на оние години предходно, бидејќи знаеме дека насекаде низ Македонија имаше измрзнување, ниските температури од -8 степени кои што ги имавме и во април и во мај, речиси допринесе да нема никаде овошје, но овде во Преспа од вообичаени 120.000 тони, па некогаш и до 160.000, дали оваа година ќе има 50.000, каде што се вградува и индустриското јаболко. Ние дојдовме малку со задоцнување, испуштивме она главната сезона кога беше бербата, гледаме прекрасни се дрвета и во оваа фаза кога есента се чувствува. И расположението кај самите овоштари е различно, зависно каде се наоѓал овоштарникот, така и имаат некој род, немаат големи штети, но некаде воопшто немаат и што да наберат. Процентот на индустриското јаболко е многу повеќе присутен во овие 50% и 50.000 тони, дали ќе има некаде, рековме, 30% од вкупниот род, значи поголем дел ќе биде индустријско јаболко. И повторно овде проблем, имаше интерес за откуп на индустријското јаболко од 9 до 11 денари, а сега зошто ни самите овоштари не знаат, нема никаков откуп. Откуп на конзумното јаболко има, некои се снаоѓа со тоа што и ги складираат во магазин или во ладилник, и цената се движеше од 25 до 28 денари за ајдарет, него се уште го има, а оние сорти кои што се, да речеме, поквалитетни, има цена од 30 па за галата и 40 денари. Овој овоштарник е интензивен, М9 како што ја нарекуваат подлога на овој овоштарник. Добар род се доби и собствениците на овој овоштарник одат напред во смисла на тоа да се користат и мерките од националната програма, да се прошират и да размислуваат за подобар пласман и конкурентност, односно да се изградат собствен ладилник, има добиено и боксови за да можат да ги чуваат овие јаболка. Значи сепак има некакво движење во развојот и модернизација и многу суштински е што овде овоштарите се повеќе се групираат, се здружуваат во задруги, бидејќи така и полесно ги решаваат своите проблеми. Кажав само дел од она за што ќе се зборува нели на оваа тема, да видиме што и како размислуваат самите земјоделци, овоштарите од Преспа. Речиси секоја година нешто неповолно се случува во Преспа во однос на временските услови. Град пред неколку години, потоа ниски температури, а годинава мраз што ги замрзна целите стебла, од кои немаше спас, и покрај користењето на различните системи. Најлошо досега, во досегашно моје, да речам, занимавање со јаболкопроизводство, конкретно со јаболкопроизводство, бидејќи вакви штети, јас не памтам, ајде да не сум многу возрастен да речам, за да речам, ами постари, не памтам. Значи, првично ќе почнам со тоа, април месец беше голем, многу тежок, премногу тежок за овоштариве од Преспа. Јас бев еден од тие што пробав со антифроз да делувам. За жал, не успев. На сајмот во Нови Сад бев и му кажав како го имам направено, како го спроведов тој антифроз, се е во ред, ми викат, само голем проблем било 5 дена. Значи, негде преку 100 часа имавме температура под нула, која се движеше од -2 па стигна до -11. Значи, тука немат спас. Сега зато реков, имат низ Преспава имаме села што не осетија толку. Сортите, да, имаше различни, али конкретно за ајдаретов како најзастапено. Имаше, например, села што се поблиску до езерото, поне фати. Имаше некој, али, ќе нагласиме дека Преспа годинава
Конзумно јаболко од лани слободно можам да речем дека има 30%, сам ништо повеќе. Имаше сорти што не претрпеа воопшто штета, например златниот делишес во цела преспа воопшто не претрпи штета. Штетата беше многу голема, на ниво на преспа некаде има штета преку 70%, така да конзумно јаболко оваа година имат многу малку. До општина Ресен 2355 овоштари поднеле барање за обештетување од годинашните штети од мраз. Докаде е постапката, се прашуваат и тие. Се направија проценки, но од претходните години што имавме за штети од град за 21 и 23 година до сега не ни е ни денар исплатен. А исто беа направени проценки, не се исплатени. Овоштарите го очекуваат обештетувањето и од другите години. И тоа не е се. Проблем се и пестицидите. Се соочуваме со премногу лош квалитет на препарати за заштита, не зборувам за ѓубрива, конкретно само за заштитата. Значи годинава на зголемен број прскани од лани, слободно можам да кажам. Имаме далеку видно полош квалитет од минатата година. И покрај тоа што овоштарите, како што велат, не може да кренат глава, постојано гледајќи во небото и неуморно работејќи во овоштарниците, најголема мака е пласманот. Не памтат веќе кога имале добра година. Иако велат, годинашнава берба добро почнала. Не има многу конзумно јаболко, имаше големи интереси во текот на бербата за откуп, посебно за ајдаретот. Сортите се стандард. Секоја берба. Откупните цени годинава беа добри на конзумното јаболко, се движеа за ајдаретот од 25 денари за по килограм, за другите сорти муцо, црвен делишес, Грени Смит од 35 денари нагоре. Комплет, значи целосно производство годинава ми е некаде околу максимум 40% од ланската производна. А ланската година беше нормална, не беше хиперпродуктивна. Имавме нормална родна година лани. Сортиментот е познат, најмногу има ајдарет, но се повеќе присутни се и други сорти, садени последниве години во интензивните насади. Каков е интересот за нив? Најзастапена е ајдаретот. Па после црвениот делишес, муцото, Грени Смитот многу малку. Новите сорти што се како Фуджи, Гала, таква работа, тешко се пласират на пазарот. Немаме пазар за тоа. Нависоката откупна цена достигнала 40 денари, а во супермаркетите има цени и над 150 денари за килограм за поредките сорти. Овоштарите се прашуваат каде оди таа разлика. И за јаболката, и за зелката, и за компирот, за било што огромна разлика се јавуваат. Маржата му е над 100%. Често имаме и увозни јаболка, за кои се трошат девизи. Наместо со нашиот извоз на јаболка да влегуваат во државата многу девизи. Порано 75% од родот се извезува. Сегашните состојби се потешки, велат и трговците. Но што се случува со останатите пазари? Како, на пример, египетскиот, каде што се бара црвениот делишес. Преку некои работни групи таму се организираше да се изнајдат некои алтернативни пазари. До сега неуспешно, ево сега, не знам, неколку години демек се преговарат за Египет. И повторно проблем со индустриското јаболко, кое што годинава опаќа поголем процент од вкупниот род. А тој се проценува дека ќе биде околу 50 до 60.000 тони. Имало години кога во преспа вкупно се берело и до 160.000 тони јаболка. Индустријското јаболко се движеше, почетна цена беше 8 денари, па достигна до 11, што е прифатливо на производната цена на јаболкото, но сега моментално имат некој застој за откупот и не знаеме ни самите производители. Доста јаболко имат останато на нивите, доста индустријско јаболко. Индустријата беше проблем. Од почеток имаше надпревар со цените, па креваја, па спуштаја, сето тоа од локалниве наши трговци. И еве баш денес сме сведоци колку што слушнав дека 2 денари ја спуштиле. Сега колку е точно, да не збораме на... Ама мислам дека е вистина, пошто беше 11 денари, скоро цел месец откупната, од денес имаше прекин во откупот, минатава недела, од денес била 9 денари. Конзумното е моментално во магазин складирано, а индустријското некаде околу 80 тони ми е на
овоштарници. Основна екзистенција ни е еден апел до Министерството, до надлежните да се најде начин за да се дооткупи, пошто големи количини. Ево, тука само во Долна Бела црква имате преку под прилика околу 2 до 3.000 тони индустријско јаболко. Трошоците растат, особено за работната рака, а цените остануваат со години исти. Трошоците се многу големи, посебно агрохемиската заштита. Работната рака достигна некаде околу 3 до 4 денари по килограм. Само работната рака, пошто дневниците се движат во зависност од договор како ќе од 2200 денари па до 2700 и 3000 денари од ден. Ние ги ставаме 800 кила да ги собере, да ги клаваме по 3 денари, 2400 денари. Тој е голем трошок, плюс агрохемиските ако ги направиме, па другите, нашата работна рака, ние тука не ја калкулираме нашата работна рака, пошто и јас денеска треба да земам дневница, пошто тоа живеам. Некои размислуваат или веќе ги замениле јаболковите насади со друго овоше, а дел од овоштарите стануваат градинари. Се повеќе се сади граф, компир или друг вид на зеленчук. Алтернатива имаме околу 4 декари со компир и 5 декари со зелка, ова е зимската што е. И како? Па со компирот и со зелката добро беше, многу добро. Со оглед на ланската година беше зелката на пониска цена, но многу добро полинавме. Продажната цена на зелката на пазарите се движи од 20 до 25 денари. Откупната е многу ниска, со оглед на многу ниска, од 10 до 12 денари. Компирот на големо се движи до 18 денари, а малопродажната трговците се знаат колку ќерат. Прекрасна е сликата на уредените овошни насади или бавчи, како што ги нарекуваат ресенчани. И секоја фамилија си има своја приказна, што трае со децени. Размислувам за ладнилник, бокс палети, тука некоја компензација да се направи со работнава рака, да нема шутова, растовар и така натаму. Но малку тешко тие, да не речам бирократски процедури околу ИПАР. Мислам дека е тоа многу. Моментално за еден земјоделец лимитот е 20.000 евра за апликација. Ево, сега моментално мене ми требаат две работи. Прскалица и еден мулчер. Заедно коштаат 8 до 9.000 евра. Без ДДВ, кажам, од прилика. Сега до 20.000 евра, мислам, толкава ние, да речем, и мокта, па треба да се задолжуваме кредити и така натаму и така натаму. С нами е млад земјоделец, имавме една апликација, за жал одбиена. Од кои причини? Се уште не имаме добиен одговор. За предадено јаболко не, за 24 година, а субвенциите се добиени, мислам дека се касни со една година онаше за рурален, за ридско-планински. Под овошни насади имаме, тоа со брат ми заедно ги работиме, околу 4 хектари, или во превод кажано околу 4000 садници. Под јаболкови насади спремаме за наредна сезона околу 2 до 2,5 хектари за компир и се надевам пак барем половина хектар зелка. Мислам дека ние сме последната генерација што би се занимавале со земјоделство. Мислам ние работиме на благородна работа што произведуваме храна. Производството на храна, мислам дека е една од најблагородните работи на светот. Се преориентираме на слива, некако да ги намалиме на трошоците за производство. А дел од фамилијата, младите почнаа да работат по Хрватска, не гледаат перспектива тука. Ево, детето на брат ми работи по Хрватска веќе година дена, 22 години. Некои од младите, чија што љубов кон јаболкото имаат уште од детството, добро знаат да проценат што е на што ќе се бара во иднината. Храната е основата на се. Охрабрени се и од програмите на владата за нивна поддршка. Површина лично моја околу 4 хектари, близу 4 хектари, под јаболко нешто дел малина,
и сега планирам да садам сливи. Земјоделец сум од скоро, регистриран земјоделец. Аплицирав да мерката 112, тоа е под национална програма. Аплицирав, ми одобрија. Му благодарам на државата за што не поддржува младите земјоделци. Земав атомизер, мулчер, ножица за кроење, гајби пластични за складишен простор и машина за мелење јаболка околу делот на преработка. Ги зедовме, да, ни ги одобрија, ги купивме, ги плативме, нормално со кредит, ние сме млади земјоделци, немаме средства. Сега чекаме, ги пуштивме документите, чекаме повратокот. Мислам дека нема да влијае на нас, бидејќи ние сме на националната, ова со ИПАРДот. Се надевам дека немаме да имаме проблем за повратокот на средствата. Имам брат, помал брат, 12 години, заедно работиме. Он е и на факултет, али ми помага колку може. Сега заврши бербата, па почнуваме со кроење, па ѓубрење, па треба гранките од крајњето да се измулчира, да се сомелат, па прскања почнуваме, наводнувања, има многу работа преку цела година. Најдобро е финален производ. Сакаме да идеме на тоа сега. Мислам дека тука е иднината на финален производ. Суровината е наша и се надевам дека во иднина ќе идеме на тоа и ќе ни помогнат и државата и министерството и сите. Жените од секогаш знаеле како да ја организираат работата, одејќи чекор понапред во она што значи модернизација и соодветни услови за чување на јаболкото. Ние моментално располагаме со 3,5 хектари површина. Имаме од сортите поседуваме ајдарет, златен, муцо, црвен, Грени Смит и Фуджи. Во поголема површина имаме претежно поголема тонажа на ајдарет, меѓутоа сега располагаме и со нови интензивни насади од сортата на црвен делишец. Годинава имавме на 25 тона Фуджи. Разлика спрема што беше годината добра испадна за нас, благодарение на Господ Тете ни даде род. За разлика од во Преспа беше родот многу мал. Меѓутоа, ние оваа година сме задоволни и со пласманот на јаболката, и со цената, и со квалитетот и производството на јаболкото. Цените се движа оваа година претежно од 25 до 28 денари ајдаретот и од 30 денари до 40 денари за сортните јаболка. Моментално сите работиме во семејството, освен керката, бидејќи е малолетна. Сите сме активни во производството на јаболките. Имавме по 10 работници на ден. Тековно течеше бербата без никаков застој, проблем, времето не послужи, па се надеваме сега све добро ќе заврши со добра цена. Цената на работниците секоја година расте. Секоја година расте без оглед дали ние оваа година ќе го дадеме на добра цена јаболкото или не, работникот си ја барат својата цена. Годинава се движеше дневницата од 2300 денари до 2700 денари. Најчесто претежно од Албанија доаѓаат работниците. Имаше некаде и од Велес, од другите, од соседните градови, меѓутоа претежно доаѓаат од Албанија. Како млад земјоделец, оваа година јас аплицирав преку националната програма за добивање на грант од неповратни 10.000 евра. За тоа добивме боксеви во кои ни служат за собирање на јаболката и ставање во ладилникот. Со наши средства оваа година го изградивме и ладилникот и затоа аплициравме за боксеви за да имаме амбалажа во која ќе ги складираме јаболката. Моментално сум член и јас и сопругот сме членови на задругата Преспанка, Преспанско јаболче, и сме доста задоволни затоа што имаме добра соработка, добри привилегии и се надеваме на уште поголема соработка и проширување на тимот во задругата. Преку задругата заедно имаме складирано околу 200 тони на ајдарет во ладилникот. Преку задругата исто така имаме добиено доста грантови. Добивме грант за наводнување на насадите преку сончева светлина и моментално тој функционира безпрекорно. Сите членови го добија. Моментално имаме подадено нова апликација за националната програма, каде што очекуваме да ни доделат нови боксови, 2 вилушкари, трактор кој што ќе може да ја управува и машината за собирање на индустриско јаболко.
Во Преспа позитивните искуства на веќе постоечките задруги им даваат пример и на останатите да формираат своја задруга. За сега сме 5 членови, се надевам дека ќе се шириме, сите сме млади земјоделци. Тоа ни е поентата. Сакаме младите земјоделци да останат во Преспа, да го работат тоа, да се модернизираме, да се шириме и да земаме колку можеме помош од државата и од ИПАРТ, од национална, за задруги и сите бенефиции за модернизација. Младите да си останат тука, да си се заангажираат околу овоштарниците, да си направат сите земјоделски задруги да си отворат, да си се сложни и тоа е. Иднината е во задругите, јас така мислам. Со националната земјоделска мрежа стоиме добро. Тука сега ќе сакаме да отвориме во Преспа представништво на овоштарите, бидејќи моментално националната мрежа се шири, расти и сака да опфати повеќе дејности во Македонија. И не е се така изгубено, која ќе се види еланот, желбата на младите да останат и да работат во Преспа. Има светли денови, се надеваме на уште подобро, меѓутоа малку сакаме и апел до владата, малку повеќе да има надзор во земјоделието и да помога во сите гранки, затоа што искрено колку повеќе ни помага државата, толку повеќе добиваме привилегии, имаме волја за да го постигнеме нештото што треба да се постигне. Владата најмногу треба да обрати, според мое мислење, внимание околу за гарантираната цена на производите. Кога би имале за гарантирана цена, точно земјоделците веќе ќе бидат ориентирани, ќе знаат за што работат и колку треба да произведат и капацитетот. Друго, да биде помалку полеснителна документацијата при аплицирање на грантовите, да има малку поскратена некоја верзија, затоа што реално треба долга процедура и реализација за да се добие еден проект. Дали било од ИПАР, дали било од националната програма, си захтева тука малку повеќе документи. Пожелно би било малку документацијата да биде поскратена. Меѓутоа, благодарение повторно ќе кажам на владата, ние добиваме грантови и други помошни средства кои што сепак ни се наоѓаат се во наша полза и корист. Организирани се, но како што велат, потребна е поголема симбиоза со откупувачите, трговците и преработувачите, кои иако во помал број ги има со автентичниот сок од јаболкото од Преспа. И се повеќе, задоволувајќи ги основните услови за безбедност на храна, сокот се произведува и во домашни услови. Финализацијата е решението, велат овоштарите. Ние не се занимаваме моментално со тоа, а сега ако добиеме можда некоја машина или нешто за преработка на овошје, би требало да почнеме, можеби ќе се обидеме да работиме и со тоа. За езерото велат, штета е да се изгуби. Тие живеат со него и за нив е од непроценлива вредност, а би требало така да биде и за сите останати во државата. И пошироко. Преспанските овоштари внимаваат на секоја капка вода и токму со тој систем, капка по капка, уште одамна ги наводнуваат своите овоштарници, рационално користејќи ја водата од бушотините. Ова година имавме доволно вода за наводнување на овошните насади, со бушотини што ги имаме така да со таков проблем не се соочуваме. Овој пейсаж на поврзаност на овоштарниците и езерото е уникатен, не само за Македонија. Одржливоста може и мора да се најде, во интерес на сите. Желбата и апелот на преспанчани е убавите слики и спомените од езерото и животот околу него да не останат во минатото, туку да ги имаме и во иднината. Неизвестноста во земјоделското производство е присутна не само кај нас во македонското земјоделство, туку насекаде. Забележавте дека во овоштарството во Преспа такви примери имавме за
измрзнување на овошје низ цела Македонија е дека продолжува и трае се додека се наберат и последните количини. Ние бевме во Преспа малку со задоцнување, како што видовте. Има се уште негде берба. Најголемиот проблем е индустријското јаболко. Прекрасни предели кои што треба да се ценат. Јаболкопроизводството е символот не само на Преспа, туку и на Македонија. Уште еден извозен бренд кој што заслужува свое внимание и кој што со 100 милиони долари навистина вреден е и треба да се почитува не само како гранка, туку и од каде се добива, од тутунопроизводителите. Станува збор за тутунот. И таму постои неизвестност околу тоа колку ќе се добие на крај. Имаше најави за поголеми површини, но како мина тутунопроизводителите ќе видиме до крај, иако забележавме дека некаде се уште се берат оние последни реколти рака, како што ја велат тутунопроизводителите. За оваа тема ние контактиравме со нашата дописничка Елизавета Митреска и таа подготви прилог не само за тоа што треба да се очекува за годинашнава реколта, каде тутунопроизводителите велат дека би требало цената да биде многу повисока во однос на лани, бидејќи работната рака се зголемува, тоа е еден од трошоците, но и за тоа каде се наоѓа македонското тутунопроизводство во светски рамки. Да го погледнеме прилогот од Прилеп. Јусуф Ибраими од Долнеско Житоше со нетрпение чека да почне откупот на тутунот. Има околу 3,5 тони квалитетен род кој се надева ќе постигне повисока цена, иако сушата ги намали преносите. Сум тутунопроизводител. Ова реколта очекувавме на почетокот. Имаме посеано повеќе површина, но сушата беше многу голема. И не очекувавме дека ќе имаме зголемување на тутунопроизводството, но со врнежите на есента, мислам дека зголеми околу 10 до 15% од тоа што немавме ние количина, но сега со врнежите имавме зголемување, со 10 до 15% максимумот. Па некаде на почетокот мислав дека ќе имам до 3 тона тутун, со ова зголемување некаде 3,5 тони веројатно ќе имам. И очекуваме повисока цена од ланската, бидејќи квалитетот е многу далеку подобро од ланската година и очекуваме многу повисока цена. Законски откупот почнува од 15 ноември и трае до 28 февруари. Во Институтот за тутун во Прилеп се верификуваа мострите. В понеделник треба да се истакнат на пунктовите. Од вторник 10 откупувачи може да ги отворат вратите за преземање на годинашниот род тутун, кој се оценува на најмногу 22.000 тони. Квалитетот висок, што се очекува на тутунарите да им донесе и повисока откупна цена. На 17 компаниите може да ги подигна мострите, така да на 18 може да ги отвора пунктовите. Еднако ние како сојуз сме спремни за да почне откупот на тутун. Имаме капацитет да ги покриеме сите ваги кои годинава изнесуваат 337, што никогаш не била толкава бројката на откупни ваги, така да се очекува тутунот да се купи што побрзо и со добар квалитет. Нашава реколта на почетокот, тоа што го имавме, да речем, времето непогодно за производство на тутун со немање на дождови, се очекуваше негде околу 18-19 милиони на килограм на тутун. Меѓутоа со касните дождови се проложи вегетацијата на тутунот и негде очекуваме околу 20 милиони килограми тутун да има сигурно. Наспроти откупувачите кои тие преферираат дека има 26 милиони, меѓутоа јас викам камо среќа да имаме толку, меѓутоа не, количината не е толкава. 22 милиони килограми тутун. Ова реколта ни тежи. За соцените се уште сме во договарање со компаниите. Во моментов не можам да излезам точно со она, меѓутоа можам да тврдам дека ќе биде подобро платен него ланската реколта. Од тутунопроизводството во земјава живеат преку 17.000 семејства. Со нетрпение се очекува почетокот на откупот на тутунот. Една од најважните законски измени тутунопроизводителите ја поздравија. Имено од почетокот на откупната кампања па до крајот до 28 февруари наредната година забрането е да се увезува тутун, што ќе значи многу за стабилност на тутунопроизводството во земјава. Сојузот на земјоделските здруженија поволно ги оценува законските измени.
точно е тоа дека се донесе законот за забрана за увоз, значи од почетокот до завршувањето на нашиот откуп е забрането за увозување на ароматичен тутун. Тоа е се во интерес на нашето производство, да си го заштитиме производството, да си го заштитиме нашиот производител. Македонија годинава стана членка на Европската асоциација на земји производители на тутун. До година во септември ќе бидеме домајќини на светски конгрес, што ќе значи и за членување во светската асоциација. Станавме полноправни членки на Европската асоциација на земји производители на тутун. Првата покана ја добивме во април месец во Софија, бевме на работен состанок во кој ги поднесовме нашите барања за полноправно членство и на 19 септември во Неапол станавме полноправна членка на Сојузот на тутунски здруженија од Европа со земјите кои го произведуваат овој тутун. Ова за нас значи огромна предност, заради тоа што со ова за членување во Европска асоциација да ги браниме нашите интереси за самото производство на тутун. Значи гласот да се слушне од ова балканска мала земја, да го слушна гласот во Европа, па и во светот, дека во оваа држава се произведува многу квалитетен ароматичен тутун. Со тоа даваме за право до знаење да ќе го продолжиме тутунот и нашите производители да бидат сигурни дека оваа култура уште години ќе се произведува на овие простори. Во наредната година, во септември месец, очекуваме да со полно право очекуваме да го организираме конгресот на Светската асоциација и да станеме полноправни членки и на Светската асоциација исклучиво на земјите кои произведуваат ароматичен тутун. А со тоа даваме до знаење дека вистинска оваа култура и треба на оваа земја, меѓутоа и треба и на света. Во државниот буџет од акцизите за тутун годишно се слеваат околу 100 милиони евра. Во вторник на 18 ноември Прилепскиот тутунски комбинат ги отвора вратите за откуп на тутунот на 34 пункта во земјава. Ќе преземе 2300 тони тутун и ќе исплаќа 2 пати неделно. Цените по класи се зголемени за 5%. Спремни сме и во вторник ќе бидат отворени 34 откупни места со регистрирани 37 ваги. Така да за годинава имаме договорени количини околу 2 милиони и 300 илјади килограми. Во тој поглед имаме и обезбедено доволно финансиски средства за тие количини, така да планираме да ги откупиме во целост договорените количини и оваа година. Тутунски комбинат има едни од највисоките досега прикажани цени, 420 денари за прва класа, 360 денари за втора класа и 300 денари за трета класа. Според нас и според нашите анализи и проценки очекуваме околу 24 милиони килограми. Годинашниот род на тутун беше барем летниот тутун, што ние го кажуваме популарно, беше со доста добар квалитет. Се очекува да се купи реколта со висок квалитет. Со стратешкиот партнер Филип Морис, комбинатот 11 години соработува и го очекува договорот на нова 10 годишна соработка. Ќе се продолжи со преговорите. Значи, јаве како информација, ние подпишавме еден договор за доверливост или популарно NDA, така да очекувам дека барем во првата половина на наредната година договорот ќе биде подпишан со Филип Морис. Законски, откупот почнува на 15 ноември и трае до крајот на февруари. Реколтата треба да ја купат 10 откупни компании. Еве прекрасен кадар на спој на она што значат можностите од преспа. Не е тоа само овоштарството, туку и симбиоза со пчеларството, а бидејќи пчелата постои овде со цел не само за да се добие медот и другите пчелни производи, туку и за опрашувањето на овошните насади. И добро е кога имаме, како што реков, ваков спој или симбиоза. Ова не е единствениот пчеларник, најверојатно во Преспа, постојат и други, но добро е кога младите се зафаќаат со се во ова, за да може и ова гранка, ова област да опстои, да обезбеди екзистенција. Пчеларството е наука, искуство, знаење и љубов. За пчеларството треба голема љубов. Значи, еднаш кога ќе станеш пчелар и седне цело време си пчелар,
А пчеларите велат, љубовта кон овие паметни и мали суштества ја имаш во себе, се создава подоцна или е пренесена од најблиските. Со пчеларство се занимаваме од 2007 година. Значи, пчеларството го започна мојот брат, кој сега живее во Австралија и таму се занимава со пчеларство. На мојот пчеларник имам некаде над 100 кошници. Оваа година беше малку подобра, меѓутоа со климатските промени кои се, секоја година имаме се помал приход на мед. Кај мене претежно е ливадски медот, меѓутоа во последниве години, значи не е она типично жолта боја на медот, има темна боја. Значи како медликата што е. Во езерани ние сме обкружени со ливади и пчелите збираат ливадски мед. Познати сме по производството и на јаболка. Последниве години мед се дешава да се добие дури по килограм од кошница, што е многу малку. И претежно количината на мед се движи од 5 до 7 кила по пчелно семејство. Значи тоа што е многу малку, за разлика од понапред што кажуваат по старите пчелари, каде што се добивало до 30 килограми од едно пчелно семејство. Колку пчелата е корисна за опрашувањето на овоштарниците и дали има загуби на пчелните семејства од користењето на хемиските препарати? Пчелата допринесува многу за опрашување на јаболката, меѓутоа делот по старите овоштари имаат негативно мислење за пчелата, дека таа ги разнесува некои болести на јаболката. Што не е добро. Значи, секаде во светот, докај што има модерно, значи, посетен овошни насади, овоштарите му плаќаат на пчеларот да му ги донесе неколку пчелни семејства во текот на цветањето за да се опрашат овошките. Од прскањето досега немаме некои штети, бидејќи овдека су малце оддалечен од насадите. Дел од инсектицидите кои влијае доста на пчелите сега се исфрлени од употреба и немаме некои така значителни загуби. Се дешават, меѓутоа не во многу големи размери. Пчелите веќе се зазимени во пчелните сандаци, му оставам доволно храна, значи храна мед не да се прихрануваат. После, да речеме, јануарот, февруарот, тогаш ако има потреба за храна се додаваат погачи, специјални што се направени за пчелите, се додека не почне да се разбудува природата. Кога ќе почнат самите да си носат храна, веќе нема потреба од ништо додавање. Во текот на секоја година се наоѓа по неколку пчелни семејства да има синдром на празна кошница. Се уште не е научно докажано што се дешава, пошто со сите колеги пчелари што разговарам во Македонија и надвор, истиот проблем му се дешава и кај нив. Преспанска пчела во Здруженијето во Ресен, што е тука сум, меѓутоа посетувам саеми надвор од земјава и саеми тука што се организираат. Ова година учествував на појке надпревади каде што се вршеше оценување на медот, квалитетот на медот и пчелните производи и добив неколку златни медали. Од пчелите добиваме и прополис, значи тоа е природен антибиотик, многу значаен за овие зимски денови. Полен, кој исто така се користи како исхрана за луѓето што има доста придобивки од тоа. Роевите и матиците си ги правам сам, значи од моите пчелни семејства. Некогаш вршам размена со мои колеги, вика дека било добро да се изврши размена со цел да не се истите својства на пчелите. Да се добијат по-квалитетни пчели. А околу поддршката би требало да се зголемат субвенциите, бидејќи трошоците многу отидоа нагоре, како што знаеме сите. Меѓутоа, количината на мед што се произведува по пчелно семејство е многу мала и тоа веќе не ги покрива тие трошоци. Околу фалсификуваниот мед, значи на сиве пазари, значи не само во Македонија и во околниве земји е преплавено со фалсификат мед. Кај нас луѓето некогаш ја гледаат цената, не го гледаат квалитетот. Кога ќе му кажеш колку е цената на медот, викат имаат поевтин, ќе си купам поевтин и 700 денари кај мене е медот, меѓутоа имат колеги што го продаваат поевтино и по социјалниве мрежи се гледа дека за неколку тегли ги даваат за 1000-1200 денари, значи тоа
не е мед. Покрај стандардните сандаци имам дрво, значи едно тука и едно тука. Значи, ова го изработе мојот покоен татко. А ова е веќе од сами го имаше брат ми пронајдено, па го поставе. И на него пишуваше пчеларник Петревски, и затоа на моето лого стои тоа што беше напишано. Секогаш сакам да применам нешто ново, значи не да застанеме на едно место и само тоа. Секогаш се трудам да сум во тек со светските збенувања околу пчеларството. И што се може да се направи, што е најдобро. Просторијата кај што работам е регистрирана во Агенцијата за храна и ветеринарство. Медот го продавам по муштерите што ги имам. Сите го препознаваат квалитетот и немам проблем околу продажбата. Сега некоја година добро оди, меѓутоа некоја застануваат, меѓутоа медот е нерасиплива храна што можеме да ја чуваме доста години да нема проблем. Користам секогаш нова амбалажа. Регистрацијата на мојата просторија за да можам во Агенцијата за храна и ветеринарство можам да продавам од куќен праг. Колку мечката е присутна? Пред неколку години, значи, ни влезе мечка и ни уништи некаде 2 сандуци пчелни семејства. И оваа година решив да ставам електрична ограда. Не е опасна, мислам, за луѓето. Таа е импулсна струја што ги оддалечува животните од... Да ја опомени, да. Бидејќи во последно време доста луѓе ги ја забележуваат мечката дека се движи во околината. И не сакав да ризикувам, пошто не е штетата што ќе направи многу поголема од тоа што ќе државата ќе плати за тоа. Подобро да не влези отколку да направи штета. Уште една слика од Преспа, која ни ги открива незините убавини и можностите да се остане во оваа природа, да се дише чист воздух, да се работи и твори, да се ужива во многуте предности, што обезбедуваат здрав начин на живење. Во пчеларството има многу проблеми, како што кажа нашиот соговорник Никола, но се надеваме дека сето тоа ќе се надмине, а и ние потрошувачите да знаеме и да го цениме квалитетот на македонскиот мед, како што и претходно забележавте, нели зборувавме и за преспанските јаболка, се она што го имаме како поднебие и може да се добие за да имаме квалитетна храна, а не да увезуваме. Тоа беше се за денешнава емисија. Останете со здравие, се гледаме само за 7 дена. Довидување.